Оваа година сме преоптоварени со некои термини, изрази, зборови, кои што најчесто се слушаат, како на пример, што би истакнале вие? Корона, да, корона. Пандемија или пландемија, то послово се слушам, пандемија. Маски. Вакцина, да, сега се повеќе актуелно е тоа. Вакцина. Една доза, втора доза. Умрени волку. Да, се почна од Вухан, кај што сега нема ништо, кај што гледаме. Да, и тоа го има во Америка. Но, меѓу другите и еден израз кој што исто така е присутен, социјална дистанца. Така ќе ми се вика темата. Социјална дистанца. И го погодиле називот, затоа што правилно би било да се вика физичка дистанца. Нели? Како мерка за да се заштитиме од вирусот и да не допринесеме понатаму да се шири. Физичка дистанца. Меѓутоа го погодиле. Сепак целта и она што тоа го постигнува таа мерка го постигнува е многу по-сеофатна. Знаете ли дека неколку пати, ќе ја земам за пример Јапонија, меѓутоа Јапонија секогаш е водечка во бројот на самоубиства, меѓутоа во Јапонија за 5-6 пати е зголемен бројот на самоубиства и многу поголем отколку бројот на жртвите од коронавирусот. Зголемен број имате на семејно насилство и така натаму. Значи, се повеќе се купуваат не само овие популарни антибиотици или антикоагуланти по аптеките, туку и се повеќе оние лекарства кои што се за смирување. Значи, затоа што се повеќе имаме анксиозност и депресија меѓу луѓето. Одвојување на немање комуникација, оној тип на комуникација која што порано беше присутна, значи, како што и брат Винко, ако се сеќавате, спомна, значи, немате преградки, немате блиски контакти меѓу луѓето, така да навистина социјална дистанца постои. Значи, не се само тие 1,5 до 2 метри, што го велиме физичка дистанца, туку многу повеќе. И оно што уште полошно, че целиот тој страв кој што го набија во луѓето, се сеќавате, поготово на почетокот тие 2-3 месеци први, сите не ставија дома, значи, кој беше мотото? Остани дома, на сите медиуми излегуваат и познати личности. Остани дома, спаси се. Остани дома, остани ти дома, ќе остани и он дома, и сите по дома, и виртуелниот свет е тука пред нас. Оние, знаете, не случајно, веројатно, некој искористи оваа прилика, односно, нели, тоа е години наназад, меѓутоа се знаеш какво време ќе дојде, кога ќе бидат популарни оние социјални медиуми. Пошто во услови на социјална дистанца, сега ги имате социјалните овие мрежи, на кои што мрежи имате илјадници пријатели, а се прашувате кој од нив стварно ви е пријател, затоа што пријатели се наречени. И сето тоа заради болест, чија што смртност повторно се движи негде околу 0,1%, значи, или во обратна смисла кажано, болест која што шанса да ја преживеете е 99,9%. Еве, фалмо на Бога, сите сме добри, иако кај нас барем официјално немаше потврдено случај на корона, колку ја знам, мислам, меѓу нас тука. А никад, добро, да. Никад, еве, вчера се појави, фала на Бога, ми израдува и веројатно може и попладне ќе дојде. Добре. Потоа, среди оние лажни тестови, не знам дали гледавте, јас синоќа го гледав тоа видео на Facebook, пример во австријскиот парламент, во Австрија,
на самата говорница, говорникот, кој да беше, ја не разбрав ништо, пошто тамо германски како зборат тамо со некој акцент, ама поентата беше дека тој, доека говореше, направи брз тест на чашата Кока-Кола, што му беше пред на говорницата, и тестот испадна позитивен. Самата говорница, значи доека зборуваше. И нели слушнавме позитивни пилешки крилца и така натаму и така натаму. Да не се бавам со тоа, значи, но мораше се тоа да го кажам и ме тера нешто да го кажувам, затоа што целиот тој страф е набиен непотребно и непотребно. Ние како христијани пред се немаме потреба да се плашиме. Ако самата болест можете само од себе, значи 99,9% да ја преживеете, тогаш, знаете, кажав јас со Господа е 100%. Нормално според неговите планови, некојаш може би има поинакви планови. Но она со карантинот, знаете, тоа не е нешто ново, затоа што карантин имаме во Библијата. Се спомнува карантин во Библијата. Левит 13 глава, 3 Мојсиева. Ајде да отвориме таму. Го слушав од неодамна Несторовиќ, овој српскиот доктор, и тој кажа дека никогаш, ама никогаш за респираторни болести не се практикувало карантини и изолации и такви работи. Никогаш. Зашто не може да го спречите така? Зашто се шири многу лесно. Да, за вакви работи, како лепрата, да речем, во Библијата. Да, или, што знам, колера, тамо, сите тие болести што карале во средниот век. И самата Библија, значи, во 13 глава од Левит, 45 и 46 стих, ако тука има многу, тоа не е ни темата, само да нафрлам 45 и 46 стих, оно што ќе стане лепрозен, нека носи распарана облека, косата нека му е непокриена, тој е должен да биде покриен до горната усна, интересно, како маска, и да вика нечист, нечист. Се доека е болестен на него, нека биде нечист, тој е нечист, нека живее насамо, одвоено, значи, неговиот дом нека биде надвор од живеалиштето. И знаете каде биле сместени лепрозните и тогаш во Христово време пред се имаме ситуации во Библијата. И дури се спомнува дека и откако ќе бил исцелен, уште 7 наредни дена требало да живее надвор од логорот, од живеалиштата. И сестра Лемај вели, од сите болести на исток, лепрата била најстрашна за тоа време. Нејзината неизлечивост, заразноста и ужасните последици врз жртвите ги исполнувале со страв и најхрабрите. Таа меѓу евреите е сметана за осуда поради гревот и оттаму е наречена удар или Божји прст во некои дадени стихови. Длабоко вкоренета, неунишлива, смртоносна, лепрата е сметана за знамение на гревот. Обредниот закон, лепрозниот го прогласувал за нечист. Како веќе мртов да е, значи, бил изделуван од човечките населби, се што ќе допрел било нечисто. Воздухот бил заразен со неговиот здив. Оној за кого се сомневало дека заболел, морал да им се покаже на свештениците, кои го испитувале, решавале за неговиот случај. Значи, свештеникот бил тестот. Ако е прогласен за лепрозен, бил изделуван од семејството, отсечен од заедницата на израелците и осуден на дружење само со оние што боледувале од истата болест. Ете ви карантин. Законот бил строг во своите барања, дури ни царевите и владетелите не биле исклучок од овие правила. Владетелот што ќе заболел од оваа страшна болест морал да го одложи жезолот и да го напушти општеството. Далеко од своите пријатели и роднини, лепрозниот морал да го носи проклетството на својата болест. И бил присилен да ја објавува својата несреќа, да ја искине својата облека, како што читавме, и да огласи тревога, предупредувајќи ги сите да бегаат од неговото заразно присуство, викајќи нечист, нечист.
Ова било нешто за тоа време, за разлика од ова сега, кое што пак во споредба со тоа е ништо. Но создаде доволно страв кај луѓето и затоа велам таа социјална дистанца е вистински збор. Но вистина испоремети многу односи, испоремети многу што. Еве самиот Браданило кажуваше дори во тој бизнес сектор. Се е испреметено во светот. Но кај луѓето може да се сретне еден друг вид на социјално дистанцирање, кое што од секојаш постои, може да се каже, а се повеќе како да постои, како резултат на нешто, ќе видиме на што, а кое што не смее да биде кај нас. Да отвориме во Лука 10 глава. Лука 10 глава, ќе читаме 25 стих. Во случајот со оние кои што знаат, можеби со милостивиот сабрањанец. И ете еден учител на законот стана да го искушува и го праша. Значи Лука 10 глава 25 стих. Значи доаѓа за да го искуша Исуса. Учителе, што треба да правам за да наследам вечен живот? Интересно е што Исус на тоа му одговара со прашање, што е запишено во законот, како читаш? Па ти си тој кој што треба да кажеш, нели? Ти знаеш најдобро. А тој одговори рече, љуби го Господа својот Бог со сето своје срце и со сета своја душа и со сета своја сила и со силот свој ум и својот ближен како себе си. Одличен одговор. Ова Исус го чекал. Значи не кажал да ги задоволи можеби фарисеите и вака тоа треба да правиш, ова треба. Не, го кажал во сумарна смисла, значи законот она што е суштината. Љуби го Бога и љуби го ближниот. Исус му вели, па прави така. Односно право одговори, прави го тоа и ќе живееш. И сега овој се кајки да се оправда, затоа што големо прашање постоело меѓу евреите, кој е ближниот сега? За кого важи ова? Кого треба да сакам, а кого? Кој е ближниот? Кој е мој ближен? И Исус ми одговори, рече, и потоа кажува параболата. Но пред да преминеме параболата, кој што е многу добро не е познато, прочитам овој цитат од Христови параболи. Меѓу евреите прашањето кој е мој ближен предизвикувало бесконечни расправи. Во врска со многобожците и самарјаните немало никакво сомнение. Значи, многобожците и самарјаните, тие не се ближни, нема шанси, тоа се непријатели. Тие за нив секојаш биле тугинци и непријатели. Но како да се постави границата меѓу припадниците на нивниот народ и како да се расчленат различните обштествени класи? Кога свештеникот, рабинот и старешината треба да го... Кого свештеникот, рабинот и старешината треба да го сметаат за свој ближен? Баш тие се вклучени тука во параболата. Тие цел живот поминували извршувајќи низа церемонии за да се исчистат. Допирот со неукото и немарно мноштво, така сметале, го прави човекот нечист и нема му се неопходни тешки напори за повторно да се исчисти. И цело време тоа правиле. Затоа го избегнувале неукиот, оние кои што биле маргинализирани во општеството и така натаму, не се мешале со нив, па им било чудно и го обвинувале Исуса како тоа он го прави спротивното. Зар би требало и тие нечисти да ги сметаат за своји ближни? Е прашањето. И сега додиме на параболата, да се подсетиме. Исус му одговара на овој учител на законот, законник, и му вели, еден човек слегуваше од Ерусалим во Ерихон и налета на разбойници кои го соблекува и го ранија. Било често појава тоа таму, значи бил тежок терен и многу лесно сте можеле да бидете изненадени и да ве претепаат и да ви украдат се што имате со себе, и го оставија полумртов и се отидоа. Интересно е што Исус вели дека бил полумртов, како да сака да
го искористи, веројатно се искористи со речникот на тоа како овие го сваќале таквиот случај, значи пред се левитот и свештеникот, затоа што полумртов, со други речник, значи и што? Полужив. Значи се уште има живот во тој човек. И те како потреба за да му се помогне пред се. И си отидоа, а случајно по истиот пат слегуваше еден свештеник и кога го виде, што направи свештеникот? Социјална дистанца. Од другата страна на пат, како што имав прилика да неколку пати порано тоа, еден наш човек, како да кажам, не сакам ни да спомнувам ни кој е, ни што е, кога ќе поминуваше по Петар Парсов, факеше дури таму на другиот крај од улицата, по крајот поминуваше. Купати така сум го видел низ прозор. Што подалеку, значи, што подалеку. Исто така и еден левит после него доаѓа таму и кога го виде, вика си замена и тој на другата страна. А еден патник, за разлика од овие двајца, самарјанец, дојде до него и кога го виде, се сожали. Ова е нешто што, а добриот самарјанец знаеме дека го представува Христа. Тоа е вистинска слика за Христа, а вистинска слика на која што ние треба да се огледаме какви треба ние да бидеме. Сожаливи кон луѓето. Пред секој кон еден ваков случај бил полумртов човекот. Можеби ако бил оставен уште час-два и може и ќе почина. Се сожали, му се приближи, му ги полеа раните со масло и вино и му ги преврза, после го качи на своето добиче, го однесе во гостилница и се погрижи за него. И утредента извади 2 динари, значи и нокта ја поменал со него, грижејќи се со него, и му ги даде, значи, на гостилничарот, платил и рече, погрижи се за него и ако потрошиш нешто повеќе, ќе ти платам на враќање. Должен нема да остана. И прашањето сега до овој законник, што мислиш кој од тие тројца му беше ближен на оној кој попадна среде разбойниците? И ова е тесно сега, како ќе кажем. Не можел да каже самарјанецот, не. Тој рече, оној кој му укажа милост. Исус му рече, оди и ти прави така. На првото прашање овој прецизно одговорил, законот е тоа, люби го Бога и люби го ближно. Па прави така и ќе биде спасен. Ама кој е мојот ближен? Еве. Дури и сам тугинец било кој да е, веројатно бил евреин човекот, кој што бил погоден од разбойниците. И сега го имаме самарјанецот кој што, нели, ги знаеме односите, требало да бега. Како што за израелците овие биле тугинци, какви ближни, далеко од тоа, така и за овој. Меѓутоа самарјанецот го оставил вистинскиот пример. Мартин Лутер Кинг го рекол следно. Левитот и свештеникот во оваа парабола се запрашале. Ако застанам и помогнам, што ќе биде со мене? Знаете, опасно било, може ќе бидат и они нападнати. Значи, треба да се жртвува и време, и пари, и многу нешто. Па се враќале можеби од богослужение, од Ерусалим иделе. Па сега ќе се онечиста тоа башка. Значи, биле свртени кон себе. Меѓутоа, самарјанинот се запрашал, а ако не застанам и му помогнам, што ќе се случи со човекот? Што е огромна разлика. Социјално дистанцирање. Прво послание до Коринќаните 10:24. Што ни казва овој стих? Никој да не ја бара својата полза, туку ползата на другиот. Или оној стих во Галатјаните, исто уште појасен, може да е во 6 глава. Галатјаните имате 2 стиха овде, 9 и 10. Галатјаните 6, 9 и 10. Да не бидеме уморни да правиме добро. Значи, никогаш не треба да се умориме од ова нешто. Да правиме добро,
Зошто ќе жнееме во право време ако не се умориме. Затоа, доека имаме време да им правиме добро на сите, а овде вели најмногу на оние кои припаѓаат на нашето семејство. По вера, да. Премногу јасни стихови. Не смееме, овој пример не е за џабе даден, не само за израелците, туку и за нас, да се дистанцираме од луѓето на кои што им е потребна помош. Треба да се дистанцираме од нешто. И сега тука често пати тоа ни представува проблем, затоа што Христос го мразел гревот, а го сакал грешникот. Не може да има ближен, не ближен. Секако што е во потреба, е твој ближен и треба да му се помогне. Сега, грешката е што ние не правиме разлика, можеби, не знам, или тоа е слабоста на нашата грешна природа. Ние не се дистанцираме од гревот од кој што треба да бегаме како од ѓавол, а се дистанцираме од луѓето. Значи, социјална дистанца, нема да ја наречам така, не знам каква дистанца тоа треба да биде, од гревот, да, со едно големо да, ама од луѓето не и никако не, посебно па во ова време, да, точно, знаеме дека треба мерки на предпазливост да се преземат и се, меѓутоа во ова време, токму во ова време има луѓе кои што им е потребен наш совет. Затоа што психички паѓаат луѓето, психички се паднати многу. Јас како што ви кажав, значи, многу повеќе сега последиците од ова ќе бидат понатаму видливи и веќе се видливи. Многу повеќе има самоубиства, многу повеќе депресија, анксиозност и така натаму и така натаму. Вие појаките носите ги послабите, може би некој не е толку јак, некојаш ете ќе офати паника, страф од нешто ете што може би тебе не ти е страф, ама сите сме различни, сите сме во нешто слаби. Значи, гревот е најголемата зараза, најголемата епидемија, 100% е раширен, 100%. И неговата смртност без Христа е 100%. И тоа не со првата смрт, туку ќе ве нема за секојаш, крај. Тоа е гревот, целата оваа планета е во карантин, да кажеме. Затоа што тука е гревот присутен. Господ ја ставил во карантин. И замислите си, какви се мерки може би некојаш превземаме заради короната, какви драстични мерки, кога тоа би го пресликале кон гревот. Какви ние мерки превземаме кон гревот, значи да се дистанцираме, да се тргнеме тотално од него, да немаме допир со гревот. Кога тоа би било, поинаку била ситуацијата. Затоа што гревот е најголемата зараза, најголемата болест на ова човештво. Гревот повлекува со себе многу други работи, па и самите болести. Матеј што не вели 24:12 во она, нели, описот на она последно време. Беззаконијата ќе се умножат и како резултат на тоа што? Љубовта ќе олади. Значи, можеме да очекуваме и тоа се гледа, се повеќе и повеќе дистанцирање. Се повеќе и повеќе социјална дистанца, не ни требаат вируси. Се повеќе и повеќе. Ова беше плюс како капак. Зошто? Затоа што гревот се повеќе е присутен. Или, многу тоа добро го кажува Исаија во 59 глава. Ајде, тука малку повеќе се задржам, можда. Има време, не е страшно. Исаија 59 глава. Вели, од првиот стих, не е прекратка Господовата рака за да спаси, ниту увото му заглувна за да не чуе. Туку вашите беззаконија создадоа разделба меѓу вас и вашиот Бог. Дистанца, разделба. И не само меѓу нас и нашиот Бог, туку и меѓусебно, меѓу луѓето. Тоа е факт. Гревот ги прави тие работи. Значи, гревот создава социјална дистанца. И тоа со страшни последици по севкупното наше живење. Што вели прво? Добре, ја би продолжил малку тука да прочитам повеќе. Значи,
вашите гревови го сокрија неговото лице и тој веќе не ве слуша, зашто вашите раце се облеани со крв, а вашите прсти со злостори. Устните ви изговараат лага, а јазикот произнесува неправда. Значи, ви ги сега сето тоа беззаконие кое што допринесува да се случи таа дистанца, раздвојување. Никој не подига глас за правда, ниту некој се застапува за вистината. Се надеваат во ништожништво, кажуваат лага, зачнуваат злоба, раѓаат беззаконие, лежат врз zmijски јајца, ткаат пајакова мрежа, ако го изеде некој нивното јајце умира, ако го скрши од него излегува лутица и така натаму. Не би сакал се тоа, си тоа страшни зборови да ги читам понатаму. Но нагласокот е на вториот стих. Значи, вашите беззаконија создадоа разделба меѓу вас и вашиот Бог. Вашите гревови го сокри неговото лице и тој веќе не ве слуша. Бог се дистанцира не од нас, од нашите гревови, од гревот. Ако замисли се ако Господ се дистанцираше од нас од почетокот, падна Адам и Ева во грев и остави ги таму, нека кршат глава под наводници, како што знаеме да кажеме ние, што сакат нека прават, не ме интересираат. Сите неки бевме изгубени. Самиот Исус, знаеме, приликата баш со лепрозните. Не смел никој да ги допира, меѓутоа тоа е допирот, Божиот допир, Божието исцелување. Исус се осмелил да го допре дури и лепрозниот на таа заразна, страшна болест која што ги плашила во тоа време. Прво Јованово 3:18 е многу убав стих, онака народски се изразил тука Јован многу јасно, појасно здравје. Прво Јованово 3:18. Дечиња мои, да не љубиме со зборови или само со јазик, туку во дело и вистина. А на зборови и на јазик, на Фейсбук, на Вибер, на не знам што, срценца, ова, она, не знам што, ама на дело, ништо. Кога ќе ти биде најтешко, тие илјадници тамо пријатели, колку и да ги имате, не знам дали ќе дознаат воопшто, или ако не дознаат, окей, оправдано можеби, ама и тие што ќе дознаат во каква ситуација сте, не знам колку ќе ви се најдат. Значи, љубовта не треба само да биде на зборови, туку на дело и во вистина. Тоа, меѓутоа живееме во време на социјална дистанца, односно во време кога љубовта овладува заради беззаконијата. Видите колку гревот е страшен. И пак ќе кажам, драстични мерки треба кон гревот да превзееме, со Божја помош секако. На дистанца. Не од грешникот, туку од гревот. На грешникот и како му треба помош, охрабрување и така натаму. И она што е потребно исто така, што Светото писмо го нагласува во евреите, е во контекст на црквата, како црква, нормално ние бевме малку дистанцирани и одвоени на некој начин заради болеста и оправдано. Бевме доста внимателни, еве јас многу лесно поминав, меѓутоа заради внимателност, заради целата ситуација, не од страф или било што, али заради внимателност кон другите, останав една сабота дома. Некој од вас повеќе, и тоа е оправдано, нормално. Но што вели Евреите 10:25? Да не ги напуштаме своите собрани, односно цркви, како што некои имаат обичај, туку за се бодриме еден со друг, и тоа дотолку повеќе, доколку гледате дека наближува денот. Кој ден? Божиот и страшен ден. Крајот. И ние се ближиме кон крајот, ние сме неверојатно близко до крајот, значи ние не треба да ги напуштаме црквите, туку да ги избиваме редовите. За да се бодриме, за да се храбриме, потребни сме се еден на друг. Еве што направил на крајот Христос за нас, затоа што Христос е најдобриот наш пример и преку тој добар самарјанин, милостив самарјанин, всушност тој самиот се осликал.
Нашиот Спасител кон нас покажал љубов, кон која човечката љубов не може никогаш ниту да се приближи. Кога сме биле претепани до смрт, тој се сожалил над нас, не заобиколил, не одминал, не преминал од другата страна од патот, не оставил да пропаднеме безпомошни и безнадеж. Не останал во својот свет, во својот среќен дом на небото, во кој уживал љубов во сите небесни чети. Тој ги сватил нашите насушни потреби, го презел нашиот случај, своите интереси ги изеднашил со интересите на човештвото. Умрел за да ги спаси своите непријатели. Се молел за своите убијци, се повикувал на својот пример кога им рекол на своите следбеници: ова ви го заповедам, да се љубите еден со друг. Ви давам нова заповед, да се ljubите еден со друг, како јас што ви љубев вас, така и вие да се љубите еден со друг. Јован 15:17 и Јован 13:34. Она што не го прават со ова дистанцирање, веројатно има многу поголема цел, како што ја видовме, и со право се вика социјална дистанца. Дури и оние можеби мали групи или не знам колку, што се малку повеќе осведочени и просветлени во ова време, сакаат веројатно да ги разединат, затоа што ѓаволот стои за тоа и знае која е силата на единството и на сплотеноста, и да не психички да не изместат, да не упропастат, да забораваме на Бога, не дај Боже, значи тоа да се случи. Тоа е во нивните планови, меѓутоа ние самите треба да се угледаме на Христа и дури и во вакви времења, посебно потешки времења доаѓаат, се повеќе треба да наликуваме на Христа. Тоа е целта, тоа е неговата цел, да го врати Божиот лик во нас, а тоа е Христовиот лик. Значи, да не дозволиме таква дистанца, може да ја кажеме и духовна дистанца, или не знам како да ја наречеме. Не сме ја дозволиме, затоа што Исус ни оставил пример. Да, дистанца од гревот, но не од грешниците. Да го следиме Христовиот пример, нека тој ни помогне во тоа. Амин. Боже и Господе наш, те благодариме за овој убав саботен ден, за тоа што ете не собираш се повеќе во поголем број, и што можеме достојно да те прославиме, затоа што Ти си, Господи, заслужен за сета слава и фала. Каков пример на таа Твоја божествена љубов, да Твојот Син го остави небото, да се симне, да биде како еден од нас, да биде руган, вреган, навредуван, плукан, најчисто неразбран, но секогаш полн со љубов. Никогаш на дистанца од ниеден грешник и од оној најотфрлениот од општеството, од свештениците во тоа време, за кој што се сметало дека е сигурно изгубен, од оние кои што сметале дека сигурно се спасени. Самоправедност, самобендисаност, работи кои што се грешни, работи кои што треба да ги отфрлиме од себе, да се дистанцираме од гревот, а не од луѓето, посебно во овие времења кои што се тешки, се потешки доаѓаат, кога ако сме вистински Твои следбеници и представници, треба да бидеме испружена рака до луѓето, оние кои што со оглед на можностите и способностите да помогнеме, да им се најдеме на луѓето, затоа што така ќе бидеме вистински Твои представници и достојно ќе те представиме пред светот, како Бог кој што е љубов, милост пред се. Затоа, Господи, делој во нашите срца да прво се очистиме од секој грев, ако се уште има нешто во нас, и да пламне Твоја љубов во нашите гради, во нашите срца, и да тргнеме, како што и самиот пример со параболата,
да тргнеме надвор, затоа што таму надвор се тие кои што се полумртви, односно полуживи, на кои што им е потребна нега и грижа и внимание. Да, може би има и некој меѓу нас, жалосно ако е така, а да не му се пружи рака и помош, но најчесто се надвори, ние треба да тргнеме таму кај нив, тие самите нема да дојдат. Затоа, Господи, вдахни ни со тој дух на мисионство, Светиот Дух дај ни го, за да можеме со Негова сила да допреме до луѓето, затоа што времето се ближи кон крајот, а ние ќе бидеме одговорни ако не правиме доволно и не правиме совршено, како што учевме и во поуката. Биди над секого од нас, биди со секого од нас, биди со својата црква, Господи, каде да се наоѓи Твојот народ, и благослови на и понатаму, благословување во овој свет саботен ден и понатаму во нашите животи, штитене и чување од лукавиот и од секое зло, а за се ќе Ти бидеме и смети неизмерно благодарни во Христово име. Амин.